Добар ден, драги ученици! Добродојдовте во училницата на часот по општество за пето оделение. На овој час ќе обработиме наставната содржина, личноста и животот во групата. Цели на часот ќе бидат да го препознаете и прифатите однесувањето меѓу луѓето, да ги увидите правилата за однесување и заедничкиот живот. Да се потсетиме, што е тоа личност? Личност е поединечно суштество кое се разликува од сите други и има своји лични особини. Или може да дефинираме дека личноста е збир на сите особини, физички, психички, социјални, кои го прават човекот посебен. Сепак, личноста не може да живее сама. Човекот како поединец не може самостојно да обстојува, па затоа тој се поврзува со другите луѓе. Личноста има потреба да припаѓа на една група и да биде заедно со други луѓе. Па затоа сите ние имаме потреба да припаѓаме во група, да се дружиме и да бидеме заедно со другите луѓе. Сите луѓе припаѓаат на одредени групи. Секојдневно нашиот живот го поменуваме со одредена група. Животот го поменуваме со родителите, со нашите врсници, со роднините, со пријателите. Сите тие се дел од нашиот живот. Нашето време го менуваме во семејството, во училиштето, училишниот двор, улицата, паркот и на многу други места. Една од главните причини за настанување на групата е извршување на некоја дејност. Во групата ние играме, разменуваме информации, мисли, идеи, чувства, но во групата и другаруваме. Еве една група другарчиња, Маја, Иван и Сонја. Да видиме што ќе кажат тие за нивната група од која се дел. Маја вели: групата ме почитува, цени, охрабрува и многу сум посигурна во своето однесување. Групата ме штити од надворешен притисок, че се чувствувам безбедно, вели Иван. Сонја пак е на мислење дека се чувствува блискост и искреност од врсниците. Улогите во групата се различни. Сите тие се задоволни што се дел од една заедничка група. Постојат формални и неформални групи. Во формалните групи постојат однапред определени улоги за членовите во групата, за да може групата да функционира и успешно да ги извршува задачите. Во формална група спаѓа училиштето. Тука се спортските клубови, училишните секции, војската, оркестрите. Значи секаде каде што има определена улога за секој член од групата. Неформалните групи се групи во кои не здружува некаков заеднички интерес. Заеднички интерес има група врсници. Заеднички интерес имаат љубители на ист вид музика. Заеднички интерес имаат група на постари браќа и сестри. Што е важно за животот во групата? Многу е важно да се почитуваат правилата во групата. Правилата треба да не водат кон целта што сакаме да ја постигнеме, а за да ја постигнеме целта, треба да знаеме кои активности да ги преземеме. Во групата треба да се почитува мислењето на секој од членовите и секој член треба да биде одговорен за остварување на целта. За домашна работа ќе имате да ги одговорите прашањата со кои ќе проверите колку сте запомниле од часот. Ви благодарам на вниманието и се слушаме во некоја наредна прилика.